Иако Прилеп ги поседува едни од најрепрезентативните музеи, сепак тие скоро воопшто и да не се посетуваат, а голем број граѓани не знаат ниту дека тие постојат. Музеите никако не се обележани, нема патокази, а да не разговараме за современи интернет страници. Во Прилеп нема инфоцентар каде некој странски турист може да се информира што може да посети. Никаде не може да се набават ниту каталози и мапи. За овој проблем посочуваат и туристичките водичи. Музеите не работат во сабота и во недела. Освен тоа и во работните денови се често пати затворени, како што кажав, треба да се повикаат кустосите, значи претходно да се направи најава, значи за да се види да се влезе во тие простори. Александар Цветковски, кустос во најпосетуваниот музеј во Прилеп, музеот за тутун, кој е втор по вредност ваков музеј во светот. Вели дека за жал кај нас нема функционална стратегија за развој на туризмот. И музеот за тутун беше многу посетен кога влезе во двата големи водичи, во Лапетифуте, францускиот, германскиот, во Брат, во Космос, кога влезе, значи, во тие водичи, луѓето едноставно идеја со книжето во раката и го бараат музеот за тутун. И ќе несне во тие водичи и нормално дека посетеноста ќе опадне. За развој на туризмот потребна била поголема инволвираност и на приватниот бизнис сектор, која што за жал кај нас ја немало. Ние имаме многу поставки, немаме каде да им продадеме каталог, немаме каде да им продадеме сувенири. Во светот луѓето од влезници не земаат толку пари колку што земаат од тие колатерални понуди или услуги кои ги имаат таму. И треба да се свати, туризмот треба да го води бизнис секторот, а не државата. Од музеот вела дека веќе било разговарано со општината за правење на каталози и брошури за прилепските музеи. Градоначалникот и локалната се расположени да партиципираат со средства. Од наша страна ние да изготвиме стручни информации, се што треба околу мапи, околу патокази за нашите културни споменици. Од општината пак без конкретен проект за подостапни музеи и инфобиро. Истакнаа дека во овој момент се работело на други проекти за развој на туризмот. Во рамки на проектот за Маркови кули ќе биде поставена информативна точка каде што ќе има содржини и за културните и за природните знаменитости на самиот локалитет. Понатаму проектот за езерото, каде што ќе се подобри туристичката инфраструктура. Работиме на проект за означување на Прилепската чаршија. За да се доближат овие установи до граѓаните по повод денешниот ден на музеите, сите музеи во Прилеп ќе бидат отворени бесплатно. Денеска од 18 часот па се до утре изутрина до 06 часот.